Во најголемата општина во земјава веќе неколку месеци се реализира програмата за повластен паркинг простор за лицата со попреченост. Советот на општина Куманово донесе одлука 3 милиони денари да се одвојат за оваа намена. Интересот за користење повластен паркинг, велат надлежните, е голем, но деновиве советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата покренаа иницијативи ваквата поволност во Куманово да ја користат и лицата со попреченост од останатите градови во земјава, но и за прв пат да се означат места од чие користење средствата би завршувале во хуманитарни цели. Од една страна им се прави заштеда на некој начин на семејниот буџет, од друга страна пак им е од корист за секојдневното олеснување, секојдневното функционирање. Колку и да добра една програма, кога ќе се увиди потреба, истата треба да биде надградена и проширена и во некој дел нели сменета. Конкретно даваме како советничка група иницијатива за промена овој пат не на програмата, туку на ценовникот на јавното претпријатие Куманово паркинг. Поточно во член 11 се предвидени два става во кои што стои дека возилата на државните служби на подрачните оделенија кои што немаат своје паркинг место можат да користат бесплатно паркирање и исто така службени возила кои што се на некаква интервенција исто така може да користат бесплатно паркирање. Ние тука предлагаме да се воведе, односно да се дополни со трет став кој што ќе предвидува дека возила кои што ќе бидат обележани видливо со налепница за инвалиди и кои што се со регистарска табличка различно од Кумановската, да бидат исто повластени, односно да може да користат бесплатен паркинг, а се со цел да не се повтори случката што се случи во Скопје пред неколку недели и кој што беше навистина непријатно. Лице со попреченост беше казнето за паркинг само затоа што не било жител на Скопје. Во разговор и по реакција од наши сограѓани кои што чии што дечиња или самите тие се заболени од цистична фиброза и уште од Адисонова болест, давам иницијатива за дополнување на програмата за повластено паркирање, сметајќи дека тие се малку на број. Всушност за цистична фиброза, како и за други болести, нема регистар во државата, меѓутоа тие се познаваат меѓу себе. Имаме сознание дека во Куманово се 6 до 8 со цистична фиброза, а со Адисонова болест не повеќе од 20. И сметаме дека финансиската рамка која што годинава е 3 милиони денари, дозволува и може да се вградат токму овие наши сограѓани чие што кажување дека ќе им биде од корист и ќе им значи. Оваа советничка група достави иницијатива до управниот одбор на јавното претпријатие Куманово паркинг и за овозможување паркинг места од чие користење средствата би завршувале во хуманитарни цели. Вакво нешто веќе се применува во неколку градови во земјава. Согласно сегашната програма, повластен паркинг простор можат да користат лица со дијагнози детска парализа, целебрална парализа, мултиплекс склероза, лица кои се на дијализа со ампутирани екстремитети, 80% оштетеност на телото, слепи лица на 90%. Тие поднесуваат барања со дополнителна документација, пошто се формира стручна комисија во јавното претпријатие која го одобрува бесплатното паркирање. Од ВМРО ДПМН и коалицијата очекуваат иницијативите да добијат поддршка и од останатите советнички групи.